Благодарам, господине председавач. Почитувани колеги пратеници, денес Оливер Спасовски, Зијадин Села и Джевата Деми ни предлагаат да го кршиме деловникот и за да го изберат оној кој што според деловникот молчеше во ова собрание, нас да не замолчат кои што сме пријавени за збор. Не може правилата на игра за една точка на дневен ред да се менуваат додека таа точка на дневен ред не заврши. СДСМ и Зијадин Села и Джевата Деми имаа можност многу денови пред нивниот предлог да дадат 20 пратеници за избор на председател на собрание. Не го направија тоа затоа што знаат дека не се спремни да излезат на локалните избори и намерно го пробија рокот. Локалните избори нема да се одржат затоа што СДСМ и ДУИ во моментов не се спремни да излезат на локални избори. Сега им се брза, бидејќи се договорија за платформата од Тирана, сакаат да ја протуркаат на брзина, се наближуваат судските рочишта во мај за предметот подкуп, сакаат на брзина по секоја цена да дојдат до власт, да извршат притисок врз судството и еден човек да се спаси од криминалот, па макар и по штета на националните интереси на Република Македонија. Ние не бараме ништо друго, освен во ова собрание на секој пратеник да му се дозволи по точката за која што се расправа да го искаже своето мислење. Така како што сме ја почнале оваа седница, така и да ја завршиме. Не може интересот на еден човек и неговата амбиција наместо да биде на суд, да биде во столчето за премиер, да биде залог за целата држава. И не може тоа да биде доволно оправдание да се крши деловникот и да ни се забрани нам да го искажеме своето мислење, за овде да се протурка платформа и да биде избран тој кој што според деловникот молчеше во ова собрание и никој, ниту од СДСМ, ниту Джевата Деми, ниту Зијадин Села не му префрли и не го укори дека тоа е диктатура, дека е тоа самоволие и дека е тоа попречување на демократијата. Ние не бараме ништо повеќе, освен тоа да ни се овозможи за што сме избрани од нашите гласачи, да го искажеме своето мислење и да го оствариме своето право на говор во собранието како главен законодавен дом. Благодарам.